треба да си најдете добар учител или учителка, која ќе ви каже сите тајни, сите финти, сите видови на плетки кои што би сакале да ги плетете и добро сето тоа да го научите пред да почнете нешто да плетите. Потоа, откако ќе намерачите нешто да плетите, да си купите доволно волница, кога започнувате со нешто, бидејќи многу е глупаво да почнете, па да не ви стигне, па сте стигнале до половина и што сега? Ајде, не за големото дете, па за малото дете оти толку имам, на вистина е непријатна ситуација. Потоа, треба да внимавате при вашата положба на држање, значи, еве вака како мене видите на убаво, колку сум ја слободна наместена, значи, нити ми е грбот искривен, нити ми е вратот искривен, ама јас буквално уживам плетејќи, ме гледате, целата сум предадена на плетењето. Потоа, треба да не брзате, да си плетете полека и да не правите грешки. Бидејќи една грешка потоа не се коригира. Потоа треба парање, ако ќе се испара, пак се враќате 2 дена назад. И тоа повторно ви стои работата. Потоа, ако пак плетете стегнато, треба да знаете дека многу тешко вака ќе ги боцкате сите овие котелчиња и многу тешко ќе ги изведуваат од иглата и плетењето ќе ги оди многу бавно. Да речеме, ќе плетите цел месец една блуза. А ако плетите пак полабаво, треба да внимавате да не ви влезе джемперот или тоа плетиво со многу големи дупки, па ќе ви дојде некако како црево. Така викаат плетачките. Потоа, треба да внимавате на конецот, овој конец што ми е мене околу вратот, да не ви биде премногу стегнат околу вратот, затоа што можете да се удавите, не дај Боже, ако го застегнете конецот, или во најдобар случај можете да помодрите околу вратот, кога ќе почне да ве стега, а вие не знаете што е тоа што ве стега. Јас затоа за секој случај си ставив шалче околу него да ми се врти конец. Но исто така пак и не треба да ви биде премногу лабав, значи премногу опуштен овој конец, затоа што плетката ќе ви дојде неравномерна, едно горе, едно доле, па ќе ви изгледа некако како кривиот, како оној стариот пат за плетвар. Значи внимателно со конецот, ама да ви тече како капките на инфузијата, знаете како капат, так, 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 равномерно. Се си има свој ред, се треба да се знае да се почитува.